Добар ден, и оваа сабота во 15 часот и 30 минути започнува Фолка Страда, токму затоа останете пред ТВ екраните. Најпрво, како што е редот, треба да ги представам моите гости, да ги најавам, а тоа се Благојче Стојановски, Туша Джесика Палашовска и Александар Белов. Најпрво ќе чуеме песни од нив, а потоа се враќаме тука. Ja izlezi, Đurđo, ja izlezi, sestro, ja izlezi, Đurđo, na penžere. Aj, ja izlezi, Đurđo, na penžere. Počnuva panika. Ne možem da se smiram, ne, bez
започнува паника. Не можам да се смирам, без да те допирам. Да, ја спревам без да сакам така. Паника, паника, кога те нема. Паника, 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 кога те нема. Паника, 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 кога те нема. Паника, 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 кога те нема. Паника. Добре дојавте во Фолка Страда и се надевам дека убаво ќе си поминеме денеска. Добро ве најдовме. Ајде вака. Ќе почнам од мојата десна страна, дали ќе може. Може смеам да си станете вие. Зашто? Смеам ли да ве викам Туша? Да. Ние веќе сите ве знаеме како Туша и така ќе ви се обраќам. Роден во Австралија, меѓутоа на свои 5 години дојден во Македонија и тука го проживуваш детството и младоста. Ајде, малку, дали се сеќавате во Австралија, какви биле тие први 5-6 години, дали имате некој останато сеќавање? Па добро, тие сеќавања се многу мали, значи... И веќе избледени. Да, некои детски игри таму. Се враќам во Македонија на 5 години. Живеам тука, значи цело тинеџерство го
поминувам во Македонија. Се враќам повторно во Австралија на 20 години. Останувам таму 2-3 години. Зошто се враќате? Во Австралија заминав поради војната во Југославија. Значи, не беа тогаш времењата баш нај-нај. И решив, пошто имав австралиски пасош, решив да заминам за таму. Но се враќам по 2,5 години. Останувам тука. Значи, во Македонија се враќам повторно после тие 2,5 години. Живеам тука 10 години. Се женам. Добивате две... Да, се женам, заминувам за Австралија. Таму ми се роѓаат двата сина. Како се викаат? Марио и Дарио. Ево ги поздравувам сега. И јас ги поздравувам. Живееме таму со фамилија, значи со жената и со децата 6 години. И повторно се враќам тука. Значи, вас кога ве вратиле на 6 години, тогаш и вие ги враќате вашите деца. Да. Значи, таа одлука што вашите родители никогаш ја направиле, Баш и вие така играте. Баш така, да. Која е разликата помеѓу Македонија и Австралија за живење? Па добро, тука има во Македонија е послободен животот за децата. Јас едноставно се вратив тука сакајки моите деца да го живеат животот што јас го проживеав тука. Едноставно тоа ми беше главна идеја, значи да го осетат она право детство. Пошто знам веќе како живеат децата во Австралија, повеќе затворен живот, значи нема таму шетање. Кај нас во Македонија налето излегува во 9-10 сабајле, се враќа во 6-7 на вечер. Ке се врати, ке побара лепче сиренце. И продолжува И повторно. продолжува да игра. Да. Никој што стига се врати од Австралија, тоа е Джесика Палашовска. Меѓутоа таа беше на турнеја. Колку време беше во Австралија, Джесика? 26 дена. Точно 26 дена. Тоа го знам заради тоа што нели кога следуваш мораш да напишеш колку време престојуваш во државата и така да морав да ги пребројам. И каква беше турнијата? Нас минатата емисија ни беше Татјана Стефановска. Таа се пофали веќе за турнијата и кажа дека заедно сте биле. Точно Какво така. беше дружењето, како поминавте? Прекрасно дружење, пред се морам да напоменам, заедно со моите колеги Татјана Стефановска и Спасен Силјановски, одлични концерти, доста посетеност. Можам да се пофалам, да се пофалиме. Одлична организација од страна на менаџерите, како од страна на Никола Карев од Мелбурн, АЦ Петрески, така и од Митко и Зорица од Перт. Поздрав, еве, во оваа прилика сакам да ги поздравам нашите менаџери. Одлични 26 дена незаборавни. Супер. Имавте ли време малку да прошитате? Гледав некои слики на плажа. Точно така, да. Слободното време го искористивме за да прошетаме како на плажа, така на шопинг, така да се посетат некои места што Со колку куфери се врати Джесика? за жал со еден. За жал само со еден. Немав толку време да купувам, заради тоа што бевме доста зафатени околу концертите, па нели имавме и таму некои снимања, како и гостувања во македонските радија, како во Мелбурн, Сиднеј, Перт, така натаму. Така да, овој пат немавме време за шопинг. Меѓутоа, следниот пат ќе одам само на шопинг. Зошто да не, зошто да не. Александар Билов, ти бе ти дојде редот. Чути, јас реков готово до Австралија. Јас за тоа и така натаму сум таму, јас можам Така натаму. Александар Билов, ајде присети се малку на операција Триумф и на твоето излагање на естрадата. Што да кажам, пред да ги поздравиме гледачите кои што не гледаат и ќе бидат сигурно пријатно изненадени од нас и од оваа емисија, тоа да го знаете. Операција Триумф е нешто кое што, како да ти кажам, Не се е запорава. моje минато и нешто без кое ја не можам да дојдам на интервју воопшто, а да некој не ме праша за тоа. Дете бев, со оглед на тоа дека сум пораснал, беше пред 8 години. Можам да кажам една многу лесна одскочна даска за тоа што го работам денес. Во секој случај заради фактот дека да добиеш публицитет, а да си 3 месеца затворен во куќа буквално, а да те запознае цел Балкан и широка популација е среќа. Нормално, во среќа има и несреќа. несреќата? Па добро, несреќата е тоа што нормално постојат договори кои што те вразуваат и кои што не можат да ти дозволат да ги
да го искористиш тоа што го поседуваш. Тоа е некоја тема која што некогаш ќе ја зборувам во некој наредно издание, но во секој случај поубавите работи се случија токму после Триумф. Конечно дојде ред да го работам тоа што како дете ми било неостварена желба, на многу полесен начин за разлика од моите колеги кои што оделе по тој потешкиот пат да стекнат да дојдат до публицитет и до тоа да имаат работи, го работат тоа што го сакаат. Кај мене беше полесно, убаво искуство, во тој аспект гледано би променил можеби некои работи, но сега веќе касно. Сакам уште една операција Триумф да се повтори. Повторно ли би се пријавил на операција Триумф? Повторно би се пријавил затоа што не знам, сега нормално. Тогаш сум бил дете без никакво искуство. Денеска после 8 години и после еден куп настапи можам да кажам дека и нормално искуството од пред Триумф и после Триумф е многу поразлично. Се научив на доста работи кои што тогаш ми биле мислам на именка, сега веќе ми се нормални. Но во секој случај поп музиката остана да ми биде како знак дека тоа јас го работам се до ден денес, со оглед на фактот и на ситуацијата колку е сега тоа актуелно и дека воопшто не е актуелно. Ќе се избориме, ќе зборуваме за тоа, но во секој случај убаво искуство, после тоа ми беше нели Танц од звездите како проект уште едноставно ги сакам тие проекти и мислам дека ќе ми следи уште некој трет. Само ќе видам трета среќа може да ќе упали. Имам чувство такво или тоа е нешто што веќе договарате? Не се сметам себе си дека сум завршил со тоа дека готов сега стигнав, него спремен сум за предизвици, спремен сум да се надпребарувам. Не сум размислувал генерално каде што како, но зошто да не, како опција секогаш е отворена. Публиката доаѓаат нови генерации кои што додека јас сум бил во операција Триумф не се ни сеќаваат, сега имаат 15 години, а тогаш биле 6 години, пример. Лоша математика, нема везе. Тука сум. Во секој случај ја сакам музиката и тој Триумф така наречен ми помогна да стигнам до врвот, но нормално патот до врвот е многу тежок и полека, но сигурно се надеваме дека кога тогаш ќе стигнеме, па и дека ќе го задржиме. Се уште мислам дека не сум го допел врвот, оној кој што јас го имам зацртано. Јас сигурно сум дека штом веќе имате зацртано некоја цел, таа ќе се оствари. Затоа што постојано се борите и затоа што сте биле по тие надпревари каде што мора да се истакнат. Па добро, тоа е искуство што сега го имам стекнато за разлика од тогаш е непроценливо и не може на некој да му да ставиш на вага како било тогаш и како е сега, дојдоа и други времиња, но во секој случај среќен сум и што сум еден од ретките, впрочем ние сме сите овде едни од ретките кои што ја работат она работа која што вистински ја сакаат. Токму така, ние сме тие. Да. Туше, што мислите, дали во Македонија би успеал во некое реално шоу, некое ева како операција Триумф во Македонија да се направи? Се сеќавате вие на операција Триумф, така? Тешко баш. Смеам да зборувам, но Слободно. додека ги гледаме тие реални шоуа од нашите соседни држави, многу тешко. Немаме ние продукција за такво нешто да оствариме, така ли? Не, мислам дека се префорсирани тие шоуа. Кој ќе се огледаме нашиот двор, Не може. Е многу полесно. Не знам зашто е тоа така. Се надевам ќе се промени. Ќе се промени за младите генерации што добро ќе доаѓаат, можеби. Се надевам. Да се надеваме, стварно. Премногу сме опфатени со околу нас што се дешава, значи во соседниве земји. А не можеме да се сконцентрираме тука кај нас. Да. Джесика, и вие имате едно такво искуство со талент шоу. Точно така. Каде да зашо? Може ми кажа? Точно така, да, видиш, како знае Криси. Точно така, јас учествував на Македонскиот идол. Убаво искуство, можам да кажам, за почеток. Може би, како што кажува Александар, може би кога и тогаш би имала јас малку искуство, може би тогаш би направила нешто, меѓутоа секако добар почеток, можам да кажам, за еден уметник. Не успеав да влезам во 20-те, меѓутоа стигнав до баш до тие тесните кругови кога се избира
И што правеше со тремата? Па, имам трема, многу, стварно имав многу трема, е питање. Джесика е позната пред снимање. Леле, имам трема. Леле, има трема, меѓутоа секоја емисија некако ми е... Ја ставаат у кола која иде на снимање, ја ставаат у кола и не ја вадат. Не ја вадат, не може. Да. Не, јас имам трема, мислам дека од камера, не знам зошто, ете така. Затоа е тилата свртена мака на страна да не ја гледа камерата. Затоа камерманите сега ги оставија камерите. Да, и сега Си замина. И? Да, точно така. Ете, токму заради таа трема и тогаш не успеав да поминам, бидејќи, ете, едноставно. А каква музика мислам, какви песни пееше таму? Забавни. Забавни? Па да, јас почнав со забавна музика на почетокот, меѓутоа, ете така. Нема леп Александар. Меѓутоа, И кога за ќе тоа отидев малку на ќе настан, проговориме со тебе. кога ќе отидев да пеам, и се само ќе ми побара некоја песна, како пример Ајде Јовано Јованке, некој македонско девојче или да си викав, леле луѓе тогаш во тоа време мислам дека беше фолкот на многу високо ниво. Кога почнав јас да Која пеам. беше тоа, Джесика? Па не знам, може би има 6-7 години, мислам дека во тоа време беа, не знам. Александар и следна емисија вака да добацуваше. Мене ми Те е баш молам, миро, дојди. па што, нема да видим официјално. Не знам, да. Значи, Не знам во кој пред И сигурно како 6-7 така се години. заљуби наеднаш во фолкот? Па добро, кај мене дома моите слуша, се разбира, фолк музика, меѓутоа ете јас на почетокот пораснав со поп музика, јас растев со Spice Girls, со Backstreet Boys, знаеш. Која беше од Spice Girls, ајде кажи, признај. Ајде погоди. таа плавата. Слабушата. Не. На Бекам. Бекамовата. Да. Затоа што го сакаше Бекам. Да. Заборавив. Ето заборавив. Ето како, можете забореш дека Бекам го сакам. Заборавив. Се извинувам. Добро, и зошто така наеднаш народна музика и сега Не, па веќе не, се занимаваш со не, таа не. музика и живееш од таа Точно, музика. не беше тоа така наеднаш како што зборуваме, нели па дедо ми пример ги сакаше тие народни песни, дома пораснав и со таа музика. Значи ние сме доста музикално семејство каде што се слуша музика. Така да не беше тоа наеднаш. Меѓутоа ми беше малку тешко да се навикнам од забавно на народно, малку потешко, меѓутоа ете се навикнав. Ето се навикна. Си ја засакав и си ја сакам. Сакам јас, мислам ја сакам музиката, музикална сум, така да мислам дека музиката нема граници. Во права си. Не беше тоа така наеднаш, ете дедо ми пееше порано народна песна, па јас поп музика, па повторно народна. Тујче, каква е приказната за кога беше прв пат кога се појавивте на естрадата? На естрадата, па може има 20 на години некаде. Може 21. Почнав онака како тинеџер. Не мислев да никош не ни помислував дека ќе стигнам до овие гранки, но едноставно да ти кажам, презадоволен сум од тоа што успеав да го направам. И тоа е благодарност за македонската публика. Ни секаде на светот. Да. Да. Нарочито Австралија. Најпрви да ти кажам, првите стапки ми беа тука низ Европа, значи многу патував. Како што сега патувам за Австралија, многу патував за Шведска и Данска. Значи сум бил преку 50 пати во Шведска и Данска. Тоа е крајот на 90-тите години. Значи 97, 98, 99. Сум бил преку 50 пати во Шведска и Данска. Што сега веќе не често патуваат Камионџиите само фолк. сега. Кој? Камионџиите идат сега за Шведска, за Данска, за Швейцарија. Да. Добро, и сега има. Сега има, ево се, например, јас, например, имам понуда за во октомври, Шведска. Исто така, Швајцарија имам некој план во почетокот на јуни, така да патувам низ Европа тука, но сепак редовната дестинација ми е Австралија. Редовната дестинација ми е дома. Да, Вие баш сте еден дома. од пеачите кои што сте познат, повеќе сте надвор во странство отколку во Македонија, иако ве почитуваат секаде. Да. Исто. Па и на тоа не планирав. Мислам, од кога решивме да се вратиме тука во Македонија фамилиарно, од Австралија, не планирав дека вака ќе спадне.
но едноставно ето публиката ме бара и јас се враќам во Австралија. И во Австралија и дома. Да, и дома. Секогаш дома. Вака сега. Дали ќе може да чуеме по некоја песна од вас, по една песна од вас, Може. а потоа да го продолжиме разговорот? Може. Александар, спремен се за пеење. Може, да, јас. Ако сум прв. Повели. Što me razbudi, stara majko, pusto srce mi je umorno. Od jadovi sa despina, žena majko ja posvršija. Od jadovi za despina, včera majko ja posvršija. Dve muziki svira čalgi, jedna vesela, druga tagovna. Prva za neja peja svatovi, druga za mene šal za despina. Stara majkole, еве минувам и пред порти застанувам. Сите весели, та солзи две прошка бара майко од мене. Сите весели, та солзи две прошка бара майко од мене. Две музики свира чалги, една весела, друга таговна. Прва за неја пеа сватови, druga za mene žal za despina. I da svirite i da pete žal za despina, nek je pomine.
kuklička, sakaš nekeš pa ke videš, moja malečka. Ti si moje kukle, moja kuklička, sakaš nekeš pa ke videš, moja malečka. Moja kuklička, sakaš nekeš pa ke videš, moja malečka. Ti si moje kukle, moja kuklička, sakaš nekeš pa ke videš, moja malečka.
видите, Александар прв почна да пее таму, еве се и со него ќе продолжиме Ја разговорот. мислев да се сменам со пушетот, постеше мене некој прашање. И тебе никој прашање вака за мене Така ги знам, да ме со буцка, прашањата да може ме да буцка, мислам. да. Изненаден. Амина. Споминаа веќе нашите гости за турнеите. Александар, вие попеачите, патувате ли негде? Да, патуваме. Идеш за Ресен, идеш за Струмица, идеш... Зависи која е релација ти. Шала на страна, Каде најмногу се задржувате? Јас во Неготино. Па поретко идам во Неготино, затоа што едноставно секогаш ми е низ пат. У принцип фолк музиката е таа која што од години наназад па до ден денеска функционира екстра за тие настапи надвор. Некако поп музиката, повторно ќе кажам, еднаш сум кажал во некоја емисија дека мислам дека поп музиката од кога го загуби нашиот лидер, веќе нема поп музика и нема кој да го отвори патот. Значи дефинитивно стојам на таа теза, бидејќи додека го имавме Тоше сите до некаде таа генерација тогаш новите имавме некој водиш, сега немаме водиш, сега што се несува до поп музиката како и да ја нема, жално е што е тоа така. И мислам дека и реално надвор и селениците и нашите граѓања кои што живеат надвор од Македонија се упатени. Денеска многу лесно може да се упатите за поп музика, но мислам дека фолкот е нештото кое што е препознатливо за македонскиот народ и од таа гледна точка затоа и моите колеги од народната музика ги имаат тие настапи, не дека јас не знам да пеам или дел од колегите не знаат да пеат македонска народна песна, но со годините наназад е тоа така и не може да се промени преку ноќ. Дај Боже да некои работи се променат прво за овде, па после мислам дека ако го имаме квалитетот дај Боже да отидеме до Австралија. Па ќе отидеме до Австралија, не проблем, ќе стават во куфер. До душа Джесика има само еден, нема да ме собере мене таму. Нема да ме собере Не, али во секој случај мислам дека треба да дојдат поубави времиња. Генерално, според мене, тоа е мој став, дека и народната музика во Македонија не е на некое ниво кое што треба да биде застапена, а така мислам дека и забавната музика. А кој е крив за тоа, Александар? Кој е крив? Да Бог или судбина. Ова малце на фолк фати го. Да. Ти кажам за фолк страдоси. Вака ќе ти кажам кој е крив. Сите коментираат дека медиумите се тие кои што нели. Кој е крив? Медиумите се криви, не пуштаат. Сега мој мислење и моја гледна точка е дека прво се загуби до некаде и квалитетот. Се загуби до некаде и она дека не може секој да биде пеач. Значи не може секој да се појавува, факт е, значи мора да има рангирање. Втора ствар, многу тоа што зборевме за соседните продукции влегоја кај нас и тоа ноншалантно онака како секоја чест можеме да им симнеме капе да кажеме прават квалитет. На Србија, тука и Хрватска, додуша они се држат за тој нивниот стил, но во секој случај музиката која што доаѓа од нашиот северен сосед е нешто кое што во Македонија е 94% освоено. Значи ние не можеме преку ноќ да вратиме нешто, затоа што прво таму ги има продукциите неколку кои што константно работат, дење ноќе. Постојат музички канали, постојат едноставно места каде што тие ќе се експонираат, а кај нас се дешава, постојат две емисии, вклучувајќи и твојата, каде што можеби и една, каде што исклучиво ја негува македонската и традиционална песна, што треба да постои и треба да постојат и уште емисии за да оживее сето тоа, а кај нив има и телевизии, кај нив има колку сакаш канали каде што се вртат песните и нормално ако ти денеска мене ме слушнеш 10 пати, нормално е да посакаш да ме чуеш на твоето место, во твојот град. Точно. Ние тоа го немаме, затоа се случува и кај Джесика и кај Туши и кај мене да ти речат ај запе нешто вака, запе нешто нака, зашто нас не ни е само и до медиумите, но него треба заедно да се направи спојка за да има ефект. Инаку мислам дека премногу ја форсираме таа соседска музика. Се и тоа моето мислење и публиката тоа го бара, но мораме на некој начин да го намалуваме тој. Да, ама тука ше постои една ситуација на тоа што ние како колеги, не зборам сега ние што сме тука, значи
треба да се почне од почеток. Значи, ако јас сум забавњак, ако јас одам на настап и ги пеам песните на моите колеги, дали е Лозано, дали е Тарабунов, дали е Владко Илиевски, небитно, да не ги набројувам Ламби и сите останати, Елени, Тамари, се. Ако они истото тоа го прават и нивните песни, така ќе живе, така и во народната музика. Така и ќе влиза сето тоа во кај слушателот. Тоа денеска го немаме. Зашто и како? Тоа е, јас мислам, ради некоја љубомора или зошто на Белов да се пее песната. Ако ја пееме на Белов песната, ќе биде популарна и така натаму. Кај србите, буквално да кажеме сега така, значи горе, еве јас се случува и настапувам и таму, кај нив нема кој што не пее. Значи секој со секој пее, ако некој си популарен пеаш, да не именувам сега, настапува, оно се неговите песни ги пее нормално хитовите од неговите колеги и паралелно имаш програма од 3 часа минимум кај што се пеат само хитови на сите колеги и сите истото го работат. Сега дека ние, зашо на Туш или на Джесика песната, давај, јас сега ќе пеам, немам друга работа, затоа ние ќе немаме ни македонска музика, дали е народна, дали е забавна. Значи кривицата е во медиумите и во вас пеачите. Ако се жалат забавњаците од медиумите, ние треба да плачеме. А тоа е тоа. Па веќе за македонска народна музика се почесто и почесто се прават емисии и веќе секоја, мислам, дека и телевизија си има барем по една емисија која што ја негува македонската народна песна. Сега мислам дека е вашето време да направите нешто. Кога последен пат си испеал македонска песна на свој настап во Србија? Па во Србија последен пат сега бев во Нови Пазар, значи нормално нашите амбасадорски песни се Јована Јованки, Зајди. Тие ги пеат и србите. И србите кога ќе тука тие ги пеат. Зошто не пееш своја песна? Па пеам ја и своја песна, али пеам песна што ми е на српски. Затоа што едноставно не можеш до ден денеска кога патувам, значи во Србија се останати Тоше, Калиопи, Владко Стефановски и Каролина. Ништо на радио освен нив четворица не можеш да чуеш. Зошто? Сум се појавил Јаво реално шоу, се појавил кај Маковски, се појавиле, ајде не ги набројувам кои се сите други. Значи многу е тежок патот. Проблемот и во нашиот народ и менталитет е тоа што ние сите ги сакаме, а ние сме последни, а србите и нас не сакаат и краватите, али прво се сакаат себе си. И тоа е главен одговор на сето она зошто ние не можеме да пркнеме. А ние прво нив ги сакаме? А ние прво нив ги сакаме, а нас се ставаме на крај. Да ти кажам еден пример се. Кај нас е популарно од нас. Еден пример се. Сега пред 20 на дена Саша Матич имаше концерт во Мелбурн. Добра. Значи, имаше, да речеме се, отприлика 1000 луѓе, од кои што 700 до 800 луѓе беа македонци. Извини, сакав да тоа да го кажам, да. Истото. Тоа е, значи, несватливо нешто. Не можам да верувам до каде оди работата. А ние се бориме да собереме од 200-300 луѓе. Да. Тоа е точно, јас бев таму. Саша Матич, 1000 луѓе во Мелбурн на концерт, од кои што 70-80% македонци. За жал, точно. Да, тоа е вистината. за жал, вистината, да. ама јас гледав клипови кои што вие конкретно пеете српски песни. Јас извинувам. На нашите концерти пеевме само македонска музика. Јас не пеам српски песни никога настапуваме. Добро, сите сме пеа. И јас сум пеал. Во Австралија не, во Австралија не. Не во Австралија. Значи нашите концерти во Австралија беа исклучително само со македонска народна музика. Значи само македонска музика. Ги пеевме и нашите песни. Така да што доживеавме на многу добра реакција од публиката, можам да кажам, ја за прв пат бев како со концерти. Беше прекрасно. Прекрасно чувството, значи луѓето сакаат да слушаат македонска музика и ново компонирана музика. Јас се зачудив како ги бара дури и моите песни, како за прв пат бев доста изненадена и на тоа како ме прифатија и се. Значи сакаат да слушаат македонска народна музика и поп фолк и се. Ние сме тие што треба тоа да го нудиме, а не да пееме песни. Да. И тоа е дали немам против таа. Не, никој нема против српска или босанска музика, значи убава песна. Точно меѓу тоа се има граници. Меѓутоа веќе нашава песна што се повеќе тоне
Тоа Види, тоа е нешто кое Јас мислам дека што се има граници. тоа е нешто кое што продукција и години наназад кое што не можеш да ја урнеш. Ај ти Барселона или Реал стави ги во втора лига, не можеш да ги ставаш зашто не играат фудбал во примерот. Значи тоа е нешто кое што со ништо сега години. не му ја објасни. Добро, не знаеш, не гледаш фудбал, гледачите Ништо кои не ми што знаат објасни. фудбал, ќе сватат дека едноставно Збори македонски. Едноставно, па зборувам на македонски, него едноставно ситуацијата е таква да тие се бренд кои што траат со години наназад. Значи, да бидеме реални, кога ќе кажеш кои пеачи се во Србија популарни, не се промениле. Уште си една Ана Бекута, уште си е еден Лукас, Цеца, Лепа Брена, значи тоа се Тие се тие, значи тука младите и на нив им е тешко, но тие и таа продукција цела што стои зад нив се толку професионалци кои што не дозволуваат во еден сегмент да паднат и сите паралелно се држат. Кај нас не се деси во овие, јас 8 години сум на естрадата, не се случило да се направи продукција, не се случило да се направи, јавно ќе кажам, зошто ниту еден град во организирањето на фестивалите не се потруди да биде иницијатор на поддржувањето на македонската музика. Ако веќе толку велиме дека таа ни недостига, ако толку ја сакаме, ајде постепено да почнеме, не може преку ноги. Ја не можам преку ноги да пеам забавни песни на моите настапи затоа што мене нема да ме викнат, затоа што публиката нема да ги знае. Но пробувај постепено да наметнуваш некое темпо. И пробувај, али денеска е такво времето да едноставно одиш на настап и пееш репертоар кој што публиката го сака и пееш репертоар каде што нормално дали јас го сакам или го слушам по дома, тоа е мое право. Но јас како професионалец одам да си одработам работата и го работам тоа, бидејќи за мене музиката не ја делам на добра, да ја делам на добра и лоша и нормално, но не гледам тука граници дали ја ќе пеам песна од Лексингтон Бенд или ќе пеам од Саша Ковачевиќ или ќе пеам од Тоше. Сваќаш? Јас знам што е квалитетно, но нормално ја сакаш публиката тоа што сака. И треба постепено, но пак ќе кажам главната причина е тоа што едноставно никој од колегите генерално ја немаме таа поддршка. Значи ние зборуваме за спотови што се снимаат и со визионирани композиции и се успеа да се тргне и повторно го немаме врвот и го немаме тој како да кажам да се каже успеавме. И нормално и во Австралија утре и во каде и да си ќе почнат македонците да слушаат заради тоа што сите околу нас газат. Значи газат со години. Значи дали албум ќе правиш, дали спотови, значи газат маркетинг. Тие и вложуваат многу. И вложуваат, али нормално имаат и Не сум фидбек. видела во последно време, значи тие снимаат само на некои подалечни дестинации, да не речам, тие не ни снимаат воопшто во Србија, да не речам само Дубај, се само некаде удот, само Саша Ковачевиќ, да не речам дека дури Тајланд замина за да сними. Луѓето вложуваат, значи се вложуваат големи суми. Пакетот е многу битен, Точно. кој што нашите северни соседи и те како го имаат во секој сегмент, треба да им завидуваме и треба да учиме. Треба да се Значи учи тоа од што нив. каже, ние сме далеко од шоу да се направи, да се вратам на прашањето затоа што не ми го постави мене прашањето. Значи ние можеме да направиме продукција, но ние едноставно тука ќе стане хаос кој да го прави тоа, како да го прави Јас тоа. ќе го направам. Значи уште од старт нема да тргне. Се проба и со едно шоу кое што не сакам да го именувам последно као нешто во стилот на Операција Триумф. Имаме толку професионалци и музичари, имаме професионалци и водители, имаме и талентирани луѓе. Зошто да не успе? Затоа што некои XX причини, а да дојдат големите звезди, кои што Виднаш се ќе се и успе, звезди, така. нормално и ќе се платат и спонзорства и се, затоа што они се бренд. Ние не можеме се уште да бидеме колку и да сакаме сега за сега бренд и дај Боже, барем идните генерации, што не верувам дека во наредни 10 години нешто драстично ќе се промени, идните генерации кои што ќе доаѓаат да успеат да направат нешто кое што можеби ние не сме го направиле. И јас престанувам почитувани гледачи да зборувам затоа што Не, уште едно прашање имам. Зошто толку свижали дека не одиш никаде надвор на турнеи? Па Србија, Па добро, Србија ми е више дома. што ти е дома. Затоа малку подоцна зошто ти е дома. Србија, како да ти кажам, настапувам и ми е многу драго. Минатиот месец направив настап и овој крај на месец април ќе бидам пак повторно. Бев Јагодина, бев Крагуевац, бев Нови Пазар. Едноставно публиката ме прифати. Нормално тие се прифаќаат што доаѓа од Македонија во поголемиот дел.
И некако јас ме знаат се уште и од операција Триумф. Нормално новите генерации допрва ме запознаваат, денеска е многу лесно да запознаеш некој изведувач, отвориш на фейс, гледаш што пее, како пее, зашто пее. И некако ми беше фино се осеќав кога дома затоа што ја добивав енергијата од нив која што ја добивам и овде во Македонија. И некако ми даваат мотив повторно да одам, да настапувам и велам како дома се осеќам за тоа што не гледам освен границата горе што мораш да оставиш лична карта, пасош. Не гледам, мислам дека сме сите еден ист народ. И некако ми е драго што после 7 години пауза, бидејќи после Триумф настапував во Србија, се вратив повторно таму и се уште се прифатен како што се добро. Да, и тоа ме радува. Единствено брадава која некогаш се решам да го променам имиџот, можда ќе ме заборават, но заштитниот знак е тој мој кој што стои секогаш. Кој што стои секогаш на бизнис кој да прашат ајде да не зборам сега на српски, во ти ли си македонец од операција Триумф, имав среќа да бидам меден и тој сум и се уште ме памтат, може би затоа што сум дотолку фаворит и нешто сум оставил се. Браво. Туша, дали вие имате искуство во Србија никогаш да настапите, бидејќи фолк пеачите и не толку го држат тој пазар? Не. Не имам некоја желба да кажам. Не ја сакам Србија. Не да не ја сакам. Едноставно немам ни проблем ни со музика, ни со, како што кажавме, квалитет, но едноставно не ми недостасува тоа што не настапувам во Србија, пошто си има македонци кои што ме сакат низ Европа и Австралија, па немам потреба да таму. Никако народните пејачи, фолк пејачите не се прифатени многу од Не знам зашто последно време почнав патриот многу да сум. Што се случи? Не знам. Сама не знам. Што се случи? Дали ти мислиш дека има проблем со турбофолк македонската музика? Дека има проблем? Да. Македонската музика, да, има проблем, бидејќи тоа се наметнува, тоа се слуша и ние тоа го прифаќаме, што ќе ни се наметне, тоа прифаќа еден човек. И нормално е дека има. Колку повеќе ја слушам македонската песна, толку повеќе ја се сакувам. Не мислам со пошто ги делат луѓето на народни македонски песни и турбофолк песни. Македонски, прамо. Македонски, па јас мислам дека има некоја разлика. Да има, ама дали би требало да има проблем со тоа? Не би требало, песна е песна. Пошто, ево, сега ќе кажам еден пример. Ајде. Нека ми кажете, и Александар и Джесика, дали знаат песна од Аца Лукас што не е преработка? Од грчка песна или од Да, сигурно се грчка песна. Не се преработки и тоа се турбофолк. 80%. Саша Ковачевиќ има некоја песна негова. Точно, и тие се преработки од грчки песни. Значи, има публика во Македонија кој што вика Туше ја преработи песната, таа е турбофолк песна, не знам што, не знам како. А од Аца Лукас немаат проблем да слушат или Саша Ковачевиќ. Значи, тоа малку ме иритира. И тоа е тоа. Тоа е веќе сосем друга насока отидовме, веќе македонскиот народ вас ви вели вие преработувате. Па добро, имаше еден период кога бев во фаза на муабети, кај што бев наречен како турбофолк пејач. Значи почнав фестивалски песни да снимам и народни македонски, а едно време бев само турбофолк пејач. Значи тогаш имаше проблем за некој дел од публиката и од нашите македонски пејачи, да речеме. Немаат проблем што ќе се наполни сега на Цеца. Се наполни више. Да. Значи, тоа не е турбофолк музика, наша е турбофолк музика. Ајде сега да завршиме оваа тема, сакам да чујам македонска народна песна. Може турбофолк или само македонска? Каква сакате само на македонски да се пее? Добре. Дали ќе може? Да, може. Побилата на стена, вие прв.
nežan dopir kako me zaspiva. Tvoja ta kosa, ko slana rosa, utro što izmiva. Tvoji te usni, ko staro vino, mene me opija. Što i da kažem, nema da lažam, bez tebe ne možem. Tvoji te usni, ko staro vino, mene me opija. Što i da kažem, nema da lažam, bez tebe ne možem. Nema da lažam, bez tebe ne možem. Tvoji te usni, ko staro vino, mene me opija. Što i da kažem, nema da lažam, bez tebe ne možem.
Prosti mi dušo moja, za noći de ne smani. Tvoja ta vrela solza nek me izgori. Nekogaš beše dobra, takva i ostani. Nekoga što mja čuješ, ona naša ta. Zaigraj, pušti srce, krenija čašata. Ja moram sam da odam so svoj te nemiri. Mi beše dobra bila, takva i ostani. Prašina siva padna po našide pateki i nema veke stapki, poznati će gori. Nema ni nežni sporoj, vreli bakneži. Nekoga što ja čuješ, ona naša ta. Zaigraj, pušti srce, krenija čašata. Ja moram sam da odam so svoj te nemiri. Mi beše dobra bila, takva i ostani. Čuješ, ona naša ta. Zaigraj, pušti srce, krenija čašata. Ja moram sam da odam so svoj te nemiri. Mi beše dobra bila, takva i ostani. Prosti mi dušo moja. Spomen od minatото, тажни солзи, небо рони во мене, уште си ти. Секоја капка, горка и сладка, слична е на љубовта. Првин чиста, врела, бистра, потоа испарува. Уште те сакам јас, помилувам
дека е мен. Затоа дојди, да чекам пројди, двајца да оздрави ме. Ке ти простам и ти прости, капки да остави ме. Уште те сакам јас, помина година, по тебе умирам, жива умирам. Без тебе не можам, пролета, долета, а јас ке обенам. Без тебе. Уште те сакам јас, помина година, по тебе умирам, жива умирам. Без тебе не можам, пролета, долета, а јас ке обенам. Без тебе. Овие убави македонски песни. Александар, како што кажавме, често патуваш за Србија. Не е тоа само настапите, не се тоа само настапите, нешто друго те води натамо. Повели. Имаме една песна, се викаме Води љубовта. Те води ти го љубовта. одговорот. води љубовта. Да, мислам, немам што да кријам и не тоа е веќе јавно, веќе подолг период. Во врска сум со девојка која што е нормално од Србија. Нормално од Србија. Нормално од Србија, ете, така, затоа ме влечи можеби. Затоа се осеќам како дома, го спомнавме порано. Супер ми е, веќе скоро па 4 години сме заедно, така да на тоа поле сум како исполнет. Едноставно ми е најголемата подршка која што некогаш сум ја имал и ќе ја имам секогаш во иднина, јас не извонам. Јас на неа, она на мене, така беше. Така беше. Така беше. Така да, во секој случај на тоа поле ми е мотив за да го работам тоа што го работам јас во реалноста и таа подршка која што имам од неа е дефинитивно непроценлива. Браво. Дали може би и таа се занимава со јавен живот таму? Па доста сум јас што се занимавам. Преку глава Доста сум не. и така да не мора она. Она е сосема нешто поразлично од мене и мислам дека доволно е тоа, доволно работи научи преку мене за ова што јас го работам и мислам дека економијата подобро ќе оди отколку музиката или јавниот живот. Меѓутоа, пиар е одличен, нели? За тоа да. За тоа е одличен, до душа ете успеа и како да се снајде во тоа што јас го работам и буквално повеќе работи од мене во тој дел и мислам дека секој кој што небитно дали се занимава со музика мора да го има партнерот да биде дефинитивна поддршка за каква и да работа станува збор. Така да среќен сум и веќе ја поздравам ако не гледа. И јас ја поздравувам, сигурно ќе не гледа. Билов уште нешто за тебе прашање. И да си. Кој повеќе заработува? Македонските народни пејачи, фолк пејачи или пак попејачите? Знаеш како, се зависи од тоа кој си, како си и зошто си. Тоа зависи секој каква цена држи на пазарот и колку настапи има и како настапува. После може една математика да направи. Да, после на крај. Земаме едно ливче. Може. И дигитално. Али во секој На случај крај. колегите кои што се од народната музика
од фолк музиката дефинитивно мислам дека заработуваат многу повеќе во сегментот на тоа што они ги имаат отворено континентите, ќе ги наречам, бидејќи не е тоа мала работа. И ако сите мислат, јас сигурно тврдам дека порано многу повеќе се заработувало и се живеело од тоа за разлика од денес, дека времењата се многу променети. Кога мислат дека Джесика или Туша заминале за Австралија, сега кога ќе си дојдат, не знам што не е така. Значи јас реално мислам дека со оглед на тоа дека ќе ги поздравам и двете тетки кои што ми се во Австралија. Ќе ме гледат, ќе видувам до година. Може ќе ме земат овие двајца во некое куверче. Сакам да ти кажам дека не е така и нема мерило. Секој по својата заслуга си заработува. Например, забавњаците ги имаат тие спонзори, некако да не се дали жалите за за тоа. Па не, тука е поделбата до некаде иста. А ние се сами. А за друга страна, ти кога ќе кажеш она да се намачи за спонзор небитно или некој кој што е во забавната музика, многу полесно ќе влезе. А на крајот од денот повторно ќе завршат на незината песна кога ќе одиш во некој ресторан, во кафана, на некој концерт, да буквално се расположиш. Не можеме да ги одминеме. До ден денес, јас не можам да кажам дека пеам само поп музика, пеам се што сака народот и едноставно тоа ме прави да сум среќен и исполнет. И нормално и заработката ќе си дојде паралелно и со тоа. Туша, дали се живее од оваа професија? Диши. Се живее, да. Убаво и комотна? Да. Па јас во овие 20 години не сум работел друго ништо. Така да, Сигурно се живее. презадоволен сум. Живеам добро. Значи патувам доста. Не можам да кажам дека лесно е, но едноставно тоа живеам и задоволен сум од тоа што го работам. Што ќе се случува ново сега во вашата кариера? Дали спремате некоја нова песна, некој нов спот? Па добро, веќе имам 3-4 песни завршено. Значи уште 4 до 5 ќе направам нови. Се надевам средина на летото ќе биде готов новиот албум. Одлична информација. После Великден здравје заминувам за Австралија пак на 25 дена. 20 Ти 26, јас 25. Извини, 26. Да, 25 дена се враќам. Како што кажав пред малку, Швајцарија ми е во некој план. Во преговори сум за во јуни, значи тоа ќе биде еднодневна или дводневна посета, значи на Швајцарија. Еден настап и летото планирам да го поминам во Македонија. Септември повторно заминувам за Австралија. Октомври Шведска и така натаму. И повеќе на небо во авионче отколку на земја. Джесика, дали ќе планираш некој нов спот, дали можеби повторно ќе уложиш толку многу како што уложи во Игра и Валкано? Игра и Валкано, 3 турнеи, фала му на Бога, кога ќе се вложи, има што да се добие. Браво. Секогаш кога ќе вложите, можам да кажам дека дупло, може и 3 дупло ќе се врати. Најново кај мене е моето CD, кое е Честитки. компилација од моите хитови кои се фолк, повели Криси, македонски. Благодарам. А ова што е тука, ова е за мене е за исто, тебе, од Австралија? Да, еден Ова е од поклон, мала 26 пажња. дена, ја што добив. Ништо нема за нас, 26. ништо не Јас сум домаќен бил сега како Трамп, да ни Да. доаѓам празна на гост. Повели. Тоа е најново, значи, за ново CD за сега не верувам, бидејќи Ова не е отворено уште, чекате ова па да. Меѓутоа ова не е ново, ова е некој микс од моите песни кои што Така, беа на повеќе старото песни. и нови кои што не беа на старото, така да сакав да ги заокружам. Најново ќе има еден видеозапис за мојата песна Една е Македонија. Заслужува видео, доста барана. Мислам, се изненадив во Австралија како луѓето ја прифатија и доста слушана. Така да тоа ќе биде најново за скоро и следуваат уште неколку нови поп-фолк песни за кои не би сакала да зборувам, па поп-фолк, не поп-фолк. Не може Тоа е нешто друго. турбофолк. Поп-фолк е Добро. Ќе научам и за тоа. Јас мислам дека има разлика. Така да тоа ќе бидат брзи песни за летниот период.
Браво. Значи тоа сега мора да се сними за Па да, веќе сме налето да веќе сме и во преговори, така да ќе има нешто интересно доста. Браво. Слично на Барселона. Одлично. Ајде, повели Белов. Па, вака, моите планови, Додамно одморче. после емисија да се спремам за Велик ден, имам 4 настапи, ќе одам од Каменица до Струмница до кај пеам? Валандони. Не знам, више се распоредов. Се шалам. Многу патувам, не можам да... Што се однесува до моите планови, генерално за сега ќе се задржам на настапите кои што ги имам низ Македонија и надвор од неа. Имам две композиции кои што веќе се мачам една година време да ги снимам, а се дел и се сублицинираните композиции кои што треба да излезат и некако се одлагам, но очигледно ќе бидат некаде пред лето, заради оваа забрана што ја имавме малце непоремети, па затоа и остана, што се вика, нереализирани два видеозаписа за две песни. И тука ќе застанам некаде засега до тоа дека, окей, ќе излезат двете песни, албум не планирам да вадам, една го имам изваден ние и не е изваден. И затоа ќе зборувам кога ми викнеш втор Имам со мене многу да зборуваш. Да, али во секој случај настапите кои што дефинитивно ги има, фала му на Бога, мислам дека сега кога ќе ме гледаат со низ двајца, може ќе ме викат негде нагоре да правам гужва. Зашто да не, па види. Дај Боже. Така да, мислам дека тоа е најдобрата енергија која што ја примам, се токму тие настапи и главната цел што ни е и што ти е тебе на емисијата нормално и се на сите нас е да заживее македонската музика како што треба и да како што јас сум чекал Валандови цветници да собирам касети и да ги вртам и да ги запишувам текстовите на песните, така идните генерации истото тоа да го прават заради тоа што премногу вредиме и треба да се цениме малку повеќе. Многу убав крај на оваа емисија ми даде, некако ми ја одјави емисијата. Тоа ми е. Многу ти благодарам. Тоа е, со водителството се занимавав, Драги мои, многу ви благодарам што бевте дел од Фолк Естрада. Ти благодарам. Јас мислам дека убав и квалитетен на разговор направивме. Се надам дека повторно ќе ми дојдете на гости. Вие, драги мои, како што и кажа Белов, слушајте македонската песна, слушајте македонската музика, сакајте македонската музика и гледајте на секоја сабота во 15 часот и 30 минути за денес толку. Ние повторно се гледаме наредната сабота. Во оставам да слушате уште 3 песни од нашите гости и толку од оваа емисија. Podrum oda majče, podrum šetam. Podrum oda majče, podrum šetam. Aman, aman, drum pernica majče, drum postela. Drum pernica majče, drum postela. Nošti večer majče koga legnav, nošti večer majče koga legnav. Aman, aman, koga legnav majče son si vido. Koga legnav majče son si vido. Te majče mi zbiješe, na rasete majče mi zbiješe.
majiće, jedno ludo mlado. Nemoj da me prašuvaš, hadi mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i sviračite. Nemoj da me prašuvaš, hadi mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i sviračite. Slušna muzika, mana imam golema, pijam, lumpuvam, trošam para poslije dan. Što je slušna muzika, mana imam golema, pijam, lumpuvam, trošam para poslije dan. Nemoj da me prašuvaš, hadi mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i sviračite. Nemoj da me prašuvaš, hadi mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i sviračite. Ušte pijan oca bajle, žena mi si ima gajle, po čepovi čepka bara, da si najde nešto para. Ušte pijan oca bajle, žena mi si ima gajle, po čepovi čepka bara, da si najde nešto para. Nemoj da me prašuvaš, hadi mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i sviračite. Nemoj da me prašuvaš, hadi mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i sviračite. Ako i ti ne znaješ, prašaj i sviračite. Nemoj da me prašuvaš, hadi mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i sviračite.
glava prazna, bez tvojde zborovi. Na druga proleti dari, a mene snegovi. Ta nagradi ti spije, nežno te miluva, a mene teško mi je, bez tebe ne možam. Ne možam dušo, ne možam da te zaboravam. Ogan što gori v gradive, ja za go izdasam. Moje go srce rane to za tebe poluva. Ni vrela solza ne može da go izlekuva. Ne možam dušo, ne možam da te zaboravam. Blazena ergenite, teško naženetite. Blazena ergenite, teško naženetite. Teško naženetite, otine gi puštat nevestite. Teško naženetite, otine gi puštat nevestite. Blaze sina momite, teško nama ženite. Blaze sina momite, teško nama ženite. Ne se karaco sve krvite, ne se tepaco ja trvite. Ne se karaco sve krvite, ne se tepaco ja trvite. Blazena ženetite, teško nama ženite. Blazena ženetite, teško nama ženite. Gajle nema dočenite, merak imat na momite. Gajle nema dočenite, merak imat na momite.